Почитувани медиуми, благодарам што денеска на 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа, се одзовавте на нашата покана да учествуваме на одбележување на овој ден, кога се сеќаваме на сите оние кои загинаа на своите работни места, кои се повредија на своите работни места, кои професионално заболеа. Како и секоја година, Македонското здружение за заштита при работа го објавува својот годишен извештај, така и оваа година, каде што евидентираме дека и денеска и во текот на изминатата година се гине на работното место. Иако официјалните податоци кои ги добивате од званичните институции говорат дека немаме загинати на работните места, сепак Македонското здружение за заштита при работа брои дури 22 загинати на работните места. Ова самото по себе не става во високоризични земји, кои што, ако ги споредиме, да кажеме, со европските земји, каде што просекот е некаде 2,11 починати на 100.000 работници, кај нас тој број е некаде 3,17. Значи, многу поголема шанса да се загине на работното место, многу поголема шанса да се повредиме на работното место, многу поголема шанса професионално да заболеме. Потикнати од тоа што немаме извештај, потикнати од тоа што официјалните институции не публикуваат извештај, од 2008 ние го правиме ова во континуитет и можам да забележам дека и понатаму останува трендот на неанализирање, неевидентирање. Едноставно стануваме слепи за буквално минското поле кое постои во Македонија, а тоа е работното место. Ова секако нам не потикнува, барем на овој ден, на овој символичен начин, оние 22 кои загинале на работните места, да ги означиме преку садење на 22 садници, традиција која ја практикуваме во последните 5 години, каде што токму на ова место ќе забележите дека многу од дрвцата се дури и од нас посадени. Самиот ден 28 април нема за цел да се слави, него има за цел да се одбележи она што се случува на оние кои се безгласни, а тоа се генерално работниците кои најчесто гинат на своите работни места. Сакаме да пренесеме една порака, бидејќи Меѓународната трудова организација оваа година ја дефинира како безбедност и здравје при работа како основно човеково право. Сакаме да посакаме да всушност биде основно човеково право на секој кој работи во Македонија, заради тоа што не заради тоа што законот тоа го налага, него заради тоа што е тоа човечен пристап. Без тоа едноставно ја губиме човечноста, без тоа едноставно го сведочиме тоа што и денеска го комуницираат многу од политичарите, а тоа е дека се иселува работната сила од Македонија. Да го спречиме трендот, да бидеме свесни и да делуваме проактивно, да создадеме превентивна безбедносна култура на работното место.